И на почетокот тактички се повлеков, за да ги намамам, за да ги намолкнам, за да ги навлечам грците да излезат од нивните борбени редови. И откако успеав во тоа, јас ја победив Атина, ги победив атињаните, а младиот Александар ги подбра и ги принуди на срамно бегство тиванците. И така ние македонците на 7 мегателион 338-то лето во нашата славна и древна македонска епоха кај Херонеја доживеавме една голема, една целосна победа, додека атињаните доживеа една голема, една целосна катастрофа. Мегали катастрофи! И тиванците, кутрите, мора да платат со едно големо разочарување и понижување. Оти ги споив заедно со Атина, ги напика вудве како зев гара. Мора како казна да го издржуваат македонскиот гарнизон во Кадмеја. Но и покрај се, јас покажав кон антињаните една голема војничка култура, голема етика. Им ги вратив нивните заробеници без откуп и уште им дозволив пепелта на мртвите да ја однесат во Атина, и тоа во свечена поворка. Ете, тоа беше таа прочуена македонска доблест и величина, со која другите ни денеска не можат да се пофалат. Им понудив дури и пријателство и сојуз, со гаранција дека ако бидат умни, не итри и лукави, туку умни, Атина ќе ја оставам слободна и независна, но при тоа да си имаме уважение. Како втора и поразена страна, тие мора да ја прежалат, да ја напуштат воено-морнаричката лига, бидејќи нивната загуба беше многу голема, катастрофална. И на сево ова згора, со години Демостен правеше таква слика за мене пред атињаните, како јас да сум најголем злодеј. Па добро, зар може злодеј да биде толку благороден, толку хуман, толку човечен? Направи добро ако сакаш да бидеш македонец, рекол прадедо ми Архелај. Тоа беше лозинката на нашата македонска лоза. Тоа беше нашиот голем и благороден македонски дух. Не си победник ако го уништиш непријателот, рекол прадедо ми Херакле, туку да го совладаш во една равноправна битка, очи во очи, вешто, умно и мудро, а не од зад грб, итро, лукаво и подло. И откако ќе го совладаш, да се потрудиш да го направиш пријател, да те цени и да те почитува. Тогаш си ти победител. Од секогаш македонците се одликувале со висок морал, со чесен збор, со добро срце, со широка и благородна душа и со голема верба во Бога. Мојата човечност, моето достоинство, мојот аристократски гест кон атињаните, со тоа што не ги уништив докрај, што не ги битисав корен кај Херонеја,
толку многу ги вознемири, што едноставно се збунија од радост и од благодарност. Почнаа да ми подаруваат разни почести, титули, величија, државјанства, мене и на мојот син Александар, а мене дури ми направија и статуа во нивната агора, и тоа во природна големина. Така всушност станав господар на целиот регион и го започнав процесот за еден универзален мир. Ги повикав сите суверени градови држави во соседството се до македонската граница да испратат своји дипломатски представници со цел да се договорат со мене за новиот поредок во регионот. Рака на срце, Спарта беше единствена што тоа гордо го одби, никој друг. Па затоа дзирнете малку во историјата и ќе видите како се проведе. И така, при крајот на 338 лето, по нашата славна епохална победа кај Херонеја, започна прочуената мировна конференција на Коринт, чии заклучоци представуваа круна на мојата животна цел. Ја започнав постапката со манифестот диаграма, во кој ги изложив моите предлози пред дипломатските представници. Резултатот од овие преговори беше договорот за сојуз меѓу мене, Филип II, царот на Македонија и другите заинтересирани страни. Сето тоа беше прифатено со акламација од сите договорени страни, при што хегемонијата и главната команда ми беа доверени мене. Јас бев и хегемон, и генерал, и главен командант со неограничена моќ, избран доживотно со акламација од Конгресот на Лигата. И нешто друго, што е многу важно. Формирањето на оваа Коринтска лига не беше резултат на никаква панелинистичка идеја и интерес, како што ве држеа во заблуда чеда мој поколение мое македонско 25 векови и ве лажеа.